Ви благодарам што сте со нас. Ова е централниот дневник на К1 телевизија. Започнуваме со дневникот веднаш по најавите. 652 нови вработувања во МВР, од нив 20 во Велес. Меѓу 30 најменаџери во земјите од Југоисточна Европа е и Анастазија Илкачева, менаџер на логистика на Фени Индустри. Општина Кавадарци одобри 8.000 евра за помош на семејствата чии домови настрадаа минатата недела. Нови 652 вработувања во Министерството за внатрешни работи. Јавниот оглас предвидува 600 слободни места за работна позиција полицаец и 52 слободни места за администрација. По претходна селекција, избраните кандидати ќе поминат низ едногодишна обука во Центарот за обука на Министерството. Огласот ќе трае 15 дена. Министерството за внатрешни работи распиша јавен оглас за вработување на 652 извршители. 600 лица ќе се вработат на работно место полицаец и 52 извршители работа ќе добијат во Министерството за внатрешни работи. Избраните кандидати ќе склучат договор за обука за кандидат за полицаец во рок од 1 година, која ќе се спроведе во Центарот за обука на Министерството. Огласот се однесува за сектори на полицијата низ целата држава. Поконкретно во однос на огласот за прием на полициски службеници, предвидено е најголемиот дел од нив да бидат распоредени на подрачјето на секторот за внатрешни работи Скопје, и тоа 435 извршители. Потоа во полициската станица од општа надлежност Битола 20 извршители, во Ресен 5 извршители, во Охрид 20, во Струга 15, во Дебар 15, во Тетово 5, во Гостивар 5, во Велес 20 и во Куманово 20, односно во Штипуште 5, во Струмица 10 и во Гевгелија уште 25 извршители. Селекцијата на кандидатите ќе ја врши комисија, согласно пропишаните услови и проверки низ кои ќе треба да поминат сите заинтересирани. На обуката ќе се упатат за 10% поголем број кандидати за полицаец од бројот на слободни работни места. Кандидатите за полицајци треба да бидат државјани на Република Македонија, да се полнолетни, да не наполниле 25 години ако за прв пат заснуваат работен однос на работно место во Министерството, за кое што е предвидено средно образование, активно да го користат македонскиот јазик, со безбедносна проверка да се утврди дека не постои безбедносен ризик од нивно вработување, да имаат завршено најмалку 4-годишно средно образование, да се здравствено и психофизички способни и со правосилна пресуда да не им е изречена казна, забрана за вршење на професија, дејност или пак должност. По завршување на основната обука, кандидатите за полицаец ќе склучат договори за вработување. Рокот за доставување документација е 15 дена од објавувањето на огласот. Анастазија Илкачева од Неготино е меѓу 30 најменаџери во земјите од Југоисточна и Средна Европа. Оваа македонка ја доби наградата најменаџер во конкуренција од 2000 менаџери за постигнати резултати во работењето како менаџер на логистика на фабриката Фени Индустри. Анастазија Илкачева од Неготино, менаџер на логистика на Фени Индустри и извршен директор на Нова логистика, беше наградена за постигнати извонредни резултати во работењето на свеченоста која се одржа во Сараево минатата недела во присуство на еминентни представници на бизнис заедницата на Југоисточна и Средна Европа. Наградени беа 30 на менаџери од разни области на бизнисот во земјите на Југоисточна и Средна Европа во конкуренција на 2000 менаџери. За мене ова престижно признание ќе представува и предизвик за понатамошни достигнувања во полето на логистиката секако. Задоволство ми е што работам за Фени Индустри за Нова логистика и порачувам на младите генерации да инвестираат во себе со едукација и со работно искуство, така да успехот ќе биде неизбежен. Илкачева е една од 30 менаџери од разни области на бизнисот во земјите на Југоисточна и Средна Европа. Моќната логистика е од големо значење за компанијата, вработените, околината и заедницата. За повеќе од 20 години на постоење, наградата најменаџер постана препознатлива и позната и призната како мерило за успех на менаџерите и нивните компании.
Оваа награда се доделува исклучиво на оние кои навистина ја заслужуваат, за конкретни резултати кои компанијата, односно личноста, ги постигнала во пракса, каде што се видливи резултатите од работењето. Уште 2 палми беа опожарени ноќеска во Младинскиот парк во Велес. Од СВР Велес информираат дека околу 3 часот по полноќ било пријавено опожарувањето на овие палми. На лице место веднаш интервенирала територијалната противпожарна единица и спречила пожарот да се прошири на другите палми и тревата. Палмите во Велес мета на вандали. Ноќеска во Младинскиот парк опожарени се уште 2 палми. Според информациите на секторот за внатрешни работи Велес, насаканиот настан кај нив бил пријавен околу 3 часот по полноќ. Од општина Велес информираат со цел да се спречат вандалските појави, можно е поставување на видеонадзор со што јасно ќе се има увид кој стои зад несовесното однесување. Имајќи во предвид сето тоа, општина Велес сериозно размисли за кои мерки да бидат превземени. Една од најсоодветните активности во овој правец ќе биде и поставување на видеонадзорот. За таа цел ние ја отпочнавме постапката. Според законските решенија потребно е да биде распишана јавна набавка. Моментално чекаме согласното од Советот. По добивањето ќе пристапиме кон реализација на набавката, избор на соодветен економски оператор кој ќе понуди најповолна цена и решавање на овој горлив проблем. Голем дел од населението се грижи за зелената површина, но има и такви кои постојано предизвикуваат штети по основ јавно зеленило. Според информациите на јавното комунално предпријатие Дервен, покрај уништување на зеленилото, забележана е и појава на кршење на урбаната опрема. За ваквиот начин на однесување говори кршењето на урбаната опрема во новиот парк, кој основното Васил Главинов од пред неколку дена. Прават штета на нешто за што сите граѓани вложиле средства и може да се окарактеризира единствено како вандализам. Сега наместо средствата што граѓаните ги вложуваат да се употребат за повеќе зеленило и цвеќе, ќе мора да се трошат за поправка на искршените клупи и корпи или за замена на искорнатото цвеќе и опожарените дрвја. Брзи интервенции со цел спречување на пожарот да не се прошири на другите палми и тревната површина извршила територијалната противпожарна единица. Ова не е прв случај на вандалско однесување на граѓаните. Пред само неколку недели малолетник опожари палма, а за истата постапка заработи кривична пријава за оштетување на туѓ предмет. Психолошките внатрешни пореметувања како израз на нецелосно изградени личности, според социолозите, тоа е причина за девијантното однесување на младите. Опожарување на палмите, уништување на урбаната опрема. Што е тоа што ги тера младите да се однесуваат недолично? Или како што социолозите велат, девијантно? Социологот Лучко ваквата состојба ја дефинира како посебен вид на девијантни однесувања од групата на социјални агресии или насилно однесување кон околината. Станува збор за хетероагресиите. Во превод ќе ви кажам дека тоа се насилнички однесувања на поединци и општествени групи како резултат на одредени социјални незадоволства. Пред се, ако ме прашате сега кои се тие социјални незадоволства, можеме да зборуваме за разни форми, почнувајќи од незадоволство во рамките на семејството, или особено за оние семејства кои што се дезорганизирани семејства. Причините за ваквата појава социолозите велат дека се добро познати за надлежните служби, кои со своето действување треба да придонесат кон санкционирање на ваквите појави. Причина за овие хетероагресии, овие агресивни однесувања, особено на младите, можеби најчесто се поврзува со другите форми на девијантни однесувања, особено на консумирањето на опојни средства заради избегнување на случувања од реалниот живот. Пред се мислам на алкохолизмот и на наркоманијата. Особено на употребата на токсични средства, мислам тука на опојни дроги, кои што многу лесно, многу достапно може да се многу лесно се достапни кон младите. Поголема родителска грижа е една од основните пораки која социологот Лучков ја посочува како мерка за надминување на ваквото однесување.
Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи, врз основа на измените и дополнувањето од Законот за азил, издаде потврди на признавање на правото на азил на 541 странски државјанин, кои илегално влегуваат во нашата територија. Министерството за внатрешни работи врз основ на измените и дополнувањето на Законот за азил издаде 541 потврда за искажена намера за поднесување на барања за признавање на право на азил во Република Македонија на странски државјани кои легално влегле на територијата на Република Македонија. Од 19 јуни до вчера Министерството издало потврди на вкупно 10.469 странски државјани, од кои 8.086 се лица од машки пол, 1307 од женски и 1019 се деца кои го придружуваат носителот на потврдата, како и уште 57 лица кои патуваат без родител, на кои им е издадена потврда за поднесување на барања за признавање на право на азил. Поред државјанствата, лицата на кои што им се издадени потврди, најбројни се уште се лицата, односно државјаните од Сирија, 7252, од Афганистан 930, Ирак 572, Пакистан 435, Сомалија 323, Палестина 291, Конго 241 и помал број од повеќе други земји. Од започнувањето на издавањето на потврдите до оделението за азил поднесени се 32 барања за признавање на право на азил врз основа на претходно издадена потврда. Во прифатниот центар пак во дневниот регистар на баратели на азил за денеска евидентирани се вкупно 32 баратели на азил, од кои 24 се мажи, 6 се жени и 2 баратели на азил се малолетни деца. Вчера, околу 20 часот и 30 минути, регистрирано е нарушување на јавниот ред во прифатниот центар, во павилјонот каде што се сместени мигрантите од прифатниот центар за странци. Имено група на странски државјани, околу 8 лица, се затвориле во една од собите, поставиле на вратата ормари и кревети за да не може да се влезе и почнале да извикуваат слогани и се заканувале дека ќе ја запалат собата. Инако Министерството за здравство и понатаму продолжува со активностите во однос на дезинфекција на превозните средства и просториите во кои престојуваат илегалните емигранти. Во изминатиот период пружена и здравствена заштита на вкупно 185 мигранти. Жена го загуби животот во тешка сообраќајна несреќа која се случи на магистралниот пат Велес-Штип. Несреќата се случила кога автомобилот марка Hyundai со штипски регистарски ознаки изгубил контрола и се превртел. Жената починала на лице место. Јавен обвинител и полициски службеник од СВР Штип извршија увид на местото на несреќата. Синоќа околу 21 часот и 45 минути на магистралниот пат А3 Велес-Штип, кај 18 километар, во близина на село Сарамзалино, се случила сообраќајна незгода во која учествувало патничко моторно возило марка Hyundai со штипски регистарски ознаки, управувано од 38 годишен кочанчанец, при што на критичното место, движејки се во насока од Штип кон Велес, кај што се врши реконструкција на патот, од засега непознати причини дошло до излетување од патот и превртување. Во незгодата на лице место починало женско лице сопатник во возилото. Увид на местото на настанот е извршен од страна на јавен обвинител и полициски службеници при секторот за внатрешни работи Штип. Телото на починатата по наредба на јавен обвинител е предадено на обдукција. Вчера во Кавадарци беше одржана 32-та редовна седница на Советот на општината. На седницата беше одлучено да им биде дадена еднократна парична помош на опожарените семејства, чии куќи беа запалени од удар на гром минатата недела. 8.000 евра ќе бидат одвоени од буџетот на општината за трошоците за кровната реконструкција на трите оштетени куќи. Еднократна парична помош ќе им биде исплатена на семејствата чии домови беа опожарени од удар на гром во Кавадарци. 8.000 евра ќе бидат издвоени од буџетот на општината за трошоците за кровната конструкција на трите оштетени куќи. Беше одлучено на вчерашната редовна седница на Советот на општина Кавадарци. Се работи за
3 објекти, меѓутоа објекти во кои што стануваат 6 или 7 семејства. Во тој контекст, во содејство со бизнис секторот, првенствено со Кожувчанка и председателот на регионалната стопанска комора Митко Јанчев, потоа ИГМ и други чинители од стопанскиот живот во Кавадарци, се договоривме да локалната самоуправа и бизнис секторот учествува со донација од 20.000 евра, а тоа е трошокот за целокупната кровна конструкција на овие 3 објекти. Опожарените куќи ги посетија министерот за труд и социјална политика Диме Спасов и председателот на регионалната стопанска комора Митко Јанчев. Тие најавија помош за семејствата со цел што побрзо да се санираат штетите и луѓето да се вратат во своите домови. Локалната самоуправа во текот на вчерашниот ден го покри својот дел од 8.000 евра, кој што ќе биде пренесен на изведувачот на работите, а очекуваме да во текот на следната недела дојде и до монтирање на кровната конструкција. Претходно морам да истакнам дека и министерот за труд и социјална политика и социјалното од Кавадарци ќе донираат исто така 6.000 евра сразмерно на висината на штетата, што ќе бидат финансии поврзани со трошоците на овие семејства за купување на ПВЦ столарија, како и за промена на опожарениот и оштетениот паркет. Објектите беа целосно изгорени со покучнината внатре. За среќа никој не беше повреден. Се очекува работата да биде завршена за околу 10 дена и семејствата повторно да се вратат во своите домови. Министерството за здравство набави нова вакцина против стрептокока пневмонија, која нема да биде задолжителна. Вакцината е наменета за најмладата популација, за деца од 6 недели до 5 години. За почеток се набавени 3000 вакцини. Првите 3000 вакцини против стрептокока пневмонија се набавени и бесплатно се вакцинирани 10 дечиња. Како што велат од Министерството за здравство, новата вакцина е набавиле поради големиот интерес на родителите за заштита на своите деца од оваа бактерија. Имунизацијата против стрептокока не е задолжителна, но е препорачлива, особено за дечињата со намален имунитет. Сите родители кои сакаат да го вакцинираат своето дете, потребно е да се обратат до службата за имунизација во своето место на живење и да се пријават, пошто во рок од 10 дена ќе бидат повикани и ќе бидат вакцинирани со оваа вакцина. Според досегашното искуство, поголем дел од родителите ја бараат оваа вакцинација, односно заштита на децата од оваа бактерија која релативно често предизвикува заболување кај децата. Вакцината е намената за најмладата популација. Можат да се вакцинираат дечиња од 6 недели до 5 години. Вакцината не може да се прими само доколку детето има симптоми на акутно заболување. Ако во моментот детето има температура и има симптоми, само тогаш не може да се прими вакцината. А инаку во мирна состојба, кога нема симптоми, може да се прими. Затоа што оваа бактерија многу често знае да биде колонизирана, да ја има во носот и грлото кај детето, ама да не дава симптоми. Само да стои како колонизирана, па да биде опасно за другите деца. Статистичките податоци се дека над 2000 деца годишно во државава добиваат бактериска пневмонија, а околу 1000 добиваат воспаление на увото. Во 90% од случаите причинител е стрептокока. Покрај децата, ризична група за оваа бактерија се и повозрасните лица со хронични заболувања и ослабен имунитет. Во вторник еврокомесарот Јоханес Хан доаѓа во Скопје. Македонецот Виктор Груев измислил очила со кои се гледаат клетките на туморот. Комесарот за преговори за проширување и европска соседска политика Јоханес Хан во вторник ќе посети Република Македонија во најверојатно неговиот последен обид да издействува договор меѓу политичките лидери во земјата со цел ставање крај на политичката криза. Ова денеска го потврди портпаролката на Хан Маја Коцијанчик. Планирано е Хан да има најпрво одвоени, а потоа и заеднички средби со четворицата политички лидери Никола Груевски, Зоран Заев, Мендух Тачи и Али Ахмети. Хан ќе се обиде да издействува договор врз основа на договорената рамка од 2 јуни, што предвидува одржување на предвремени парламентарни избори во април идната година. Македонецот Виктор Груев, кој е изумител на специјално дизајнираните очила за гледање на клетките на туморот, ќе одржи предавање во Охрид.
На 13 јули професор Груев во амфитеатарот на Универзитетот Свети Апостол Павле ќе зборува на тема инспирација од природата за сензори, применливи во хирургијата. Во своето предавање Груев ќе зборува за два типа сензори, чиј дизајн е заснуван врз визуелни системи на животни и нивната примена во неврологијата и онкологијата. Неговиот пронајдок представува вистинска мала револуција во светската медицина, бидејќи им овозможува на хирурзите за време на операциите да ги видат клетките на туморот и прецизно да ги отстранат само заболените клетки, а да го запазат здравото ткиво. Пет аеродроми во Индонезија се затворени поради ерупција на вулкан. Над 4 милиони луѓе побегнати од Сирија се наоѓаат во соседните земји. Ова се информациите кои го обиколија светот денеска. 5 аеродроми во Индонезија се затворени заради вулканска ерупција, вклучувајќи ги оние на популарните туристички острови Бали и Ломбок. Вулканот Раунг на источна Јава речиси една недела изфрла прашина во атмосферата, намалувајќи ја видливоста на аеродромот Денпасар на Бали. Стотици лица останаа изолирани на островот, бидејќи веќе втор ден откажани се голем број летови меѓу Австралија и Бали. Се уште не е познато кога ќе се нормализира воздушниот сообраќај, а тоа пред се ќе зависи од активноста на вулканот. Бројот на сиријците кои поради граѓанска војна побегнале во соседните земји надмина 4 милиони лица, соопшти канцеларијата на Високиот комерсаријат на Обединетите нации за бегалци во Женева. Повеќе од 270.000 сиријци поднеле барање за азил во земјите на Европа, а сиријците сочинуваат 1/3 од 137.000 лица, кои се обиделе да преминат преку Средоземното море во Европа во првата половина на годината. Според податоците во извештајот во соседните држави, моментално се наоѓаат 4.013.000 сиријци. При тоа во изминатите 10 месеци нивниот број во земјите од регионот е зголемен на милион. Вооружен маж во отворен оган убил 2 лица во германската покрајна Баварија во преградие на Ансбах. 47-годишниот Бернард од својот Мерцедес кабриолет пукал и усмртил 82-годишна жена во градчето Тефентал, за потоа да убие велосипедист во селото Рамерсдорф. Убиецот се обидел да побегне, но бил пронајден и уопсен на бензинската пумпа, благодарение на храбрите механичари. При апсењето обвинетиот покажувал психички потешкоти и бил упатен на психијатриски преглед. Македонската тенисерка Алина Ѓорческа елиминирана на турнирот во Бурса. Кошаркарите на стратегот Малинков со победа стартуваа на Европското првенство во Унгарија. Победа, нерешено и пораз се резултатите од Лига Европа на македонските представници. Македонската тенисерка Алина Ѓорческа беше елиминирана на турнирот во Бурса со пораз во полуфиналето во двојки. Таа и Мелиса Сезер од Турција беа поразени од руско-шпанската двојка Мелинкова Паутио во 3 сета. Ѓорчевска и Сезер поведоа со 6:3. Во вториот сет противничките возвратија со 7:5, а решавачкиот го загубија со 10:6. Инако се очекува и нов скок на нашата најдобра тенисерка. Во моментов таа се наоѓа на 354-то место во поединечна конкуренција и на 277-то место во двојки. Успешен старт на Европското првенство во кошарка во Унгарија имаше македонската кошаркарска младинска репрезентација, откако се 77:72 беше совладана Белорусија, директниот конкурент за место во втората фаза. Кошаркарите на стратегот Малинков одиграа квалитетен надпревар. Црвено-жолтите во првото полувреме од надпреварот беа супериорни над противникот. Мала криза беше почувствувана само во третиот период, кој белорусите го добија со 25:16. Капитенот на екипата Магдевски постигна 22 поени, 13 асистенции и 7 скока. Добра партија во нашиот состав има и Мекич со 14 поени
Бакоч со 15 кошеви и 9 скока, а пак центарот на МЗТ Младеновски уфрли 13 поени и запиша 8 скокови. На спротивната страна најмногу се истакна Белијанко со 15 поени. Следен противник на младинците е Ерменија, репрезентација која славеше убедлива победа над Швајцарија со 71:57. Шкендија, Работнички и Ренова се трите македонски фудбалски екипи кои вчера водеа битка во квалификацијската фаза за влез во и Лига Европа. Од нив најголема среќа имаше Работнички. Романтичарите со победа од 2:0 на домашен терен над естонскиот ривал Флора Талин се пласираа во второто квалификацијско коло од Лига Европа, во кое ги чека ривал од Летонија. Екипата на Јелгава е следната пречка на Работнички. Тие во првото коло беа подобри од бугарската Литекс Ловеч, успевајќи да извојуваат победа. Работнички во своите 90 минути беше подобар од естонците. Непоразени синоќа беа и фудбалерите на Шкендија, но тоа не им помогна да се пласираат во второто коло, откако во првиот меч примија гол кој ги чинеше продолжување на европската авантура. По оние 1:1 на првиот меч, победник немаше ниту во Абердин, каде немаше ниту голови во 90 одиграни минути. Вчера екипата на Ренова одигра најслаба партија. Со 4:1 беше совладена на своето гостување кај Дачија во Молдавија. Леброн Джеймс во наредните 2 години останува во Кливленд со договор вреден $46,9 милиони. Перо Антич со Фенербахче ќе игра во најтешката група од групната фаза во Евролигата. Леброн Джеймс е на прагот да потпише нов договор со Кливленд Кавалерс и покрај бројните шпекулации за заминување на Леброн од тимот, сепак тој ќе го носи дресот на Кливленд во наредните 2 години со договор вреден $46,9 милиони. Славниот кошаркар ќе има право по истекување на првата година да ја активира клаузулата за раскин на договорот. За Леброн Джеймс ова е прв пат да потпише договор со истиот клуб, откако претходно како слободен агент 2 пати заминуваше во друг тим, најпрво во Мајами во 2010 и назад во Кливленд во 2014 година. Джеймс во минатата сезона беше одличен во плејофот, со што му помогна на клубот да стигне до големото финале. Сезоната ја заврши со просек од 30 поена, 11 скокови и 9 асистенции по надпревар. По солидниот учинок во Атланта во рамките на најквалитетната кошаркарска НБА лига, оваа сезона Перо Антик се врати во Европа и заедно со Фенербахче ќе биде дел од Евролигата. Клубот од Истанбул, македонскиот кошаркар, за противници во првата фаза ги добија актуелниот шампион Реал Мадрид, руски Кимки, германски Бајерн Минхен и Страсбург од Франција. Антик во првите надпревари од Евролигата. Покрај останатите ќе мора да се соочи со неговиот поранешен тим Црвена звезда. Во групата Б се најдоа Анадолу Ефес, Лаборал Куча, Армани, Олимпијакос, Цедевита и Лимош. Во групата С ќе бидат Панатинаикос, Жалгирикис, Барселона, Пикар Каршијака, Стелмет и Локомотив Кубан. Во групата Д се паднаа ЦСКА, Даруша Фака, Динамо Сасари, Уникаха, Бросе Баскетс и Макаби. Најдобрите 4 екипи од секоја група продолжуваат во топ 16 фазата. Денеска малку здивнавме од високите температури кои ги имавме претходните 2 дена. Предпладне беше сончево, а попладне не разлади дождот и дневните температури кои опаднаа.
И тоа беше се во последното информативно издание за денеска. Во 22 часот гледајте ја премиерата на филмот Од маздата на мртвиот. Имајте пријатна вечер.